Да, се враќаме во студиото. Господине Салмани, неколку пати ја спомнавме во дебатава кавгата Филипче Пендаровски, но нивната кавга е нешто што отприлика е дебата во јавноста во изминатиев период, особено со масовната вакцинација на македонските граѓани во Србија. Министерот Филипче се најде погоден кога председател Пендаровски кажа дека тоа е срам за државата. Тој вели тоа не е срам, тоа е солидарност. И го повика Пендаровски зашто тој не се вклучил во набавка на вакцини, како што го прават други председатели. За вас, дали е тоа пораз за државата или, како што вели Филипче, акт на солидарност? Видите, ја не сакам да спекулирам за намерата на Вучич, зашто... Не, Вучич го ставаме на страна. Неговиот мотив си е негов мотив. Да. И јасно е дека на сцена се игра таа вакцина дипломаци, што ја викат. Да. Мотивите се само тие ги знаат, не сакам да спекулирам, меѓутоа, знаете, власта не треба да води дебата во јавноста за тоа, него таа дебата тие треба да ја водат во владата и таму треба да најдат решенија да ни ги обезбедат вакцините. А не во јавноста, во јавноста можат со опозицијата да полемизират и да разговарат и да најдат решенија заеднички ако можат до такви компромиси да дојдат. Нема никакво оправдување. Ја гледам во јавноста еден период, луѓе од власта, дури луѓе од власта на СДСМ и на ДУИ ја обвинува Европската унија, велат срам да вие не оставивте без вакцини. Па зошто Вучич не остана без вакцини? Вучич преговара, дури Вучич е чекор пред нас, тој веќе преговара со Европската унија. Како тој се снајде. И не само со руски и кинески вакцини, него и амерички и европски вакцини. Значи, оправдување на власта за немање вакцини нема. А тоа дебата, глумење демократија во јавноста, дека така тие демократски се преговараат, разговараат во јавноста и бараат решенија, тоа е мачкање на очите на јавноста. Несериозно е. Па и председателот можеше да се вклучи. Па тој има контакти. Зошто председателот не се... Председателот вели дека се вклучи. Сега у последната изјава. Ако се вклучил и не успел, значи навистина нема контакти и тоа е лошо за председател. Добро, но видите, факт е дека една маса на луѓе, сега 10.000, 15.000, 20.000... И искрено мене ми беше криво кога ги гледав моите сограѓани како чекаат ред на граница, прво па после во Србија, и јас се почувствував понижен, не знам за другите. Тоа го кажа и председателот Пендаровски, значи зборуваме за македонски здравствени осигуреници кои побараат здравствена услуга во друга држава. Отприлика тоа е суштината. Добро, од аспект на здравствени услуги тоа не е ништо ново. Дури самиот фонд, самиот закон за здравствено осигурање предвидува дека било која здравствена услуга која што не е достапна во границите на нашата држава, ќе биде обезбедена преку границите. Масовен екзодус. Значи дека ние ќе ги платиме тие вакцини? Не, нема ги платиме, ќе стане збор за помош во случај. Мислам дека не разговараме за суштински и содржински работи. Ние разговараме и јавниот дискурс во Република Македонија, особено во текот на вчерашниот ден, визави Советот за безбедност, изјавите на господинот Пендаровски, председател и така натаму, дали е срам, па од другата страна е министерот Венко Филипче кој вели тоа е солидарност и сега срам солидарност. Како е да го наречеме сето тоа? Ние на граѓаните на Република Македонија тие изјави и тој вокабулар не го решава проблемот. Владата не успеа да набави вакцини. Тоа е факт. И на тоа треба да ставиме цртка, да резимираме. И од денес, од утре, да почнеме да бараме вакцини на начин како што бара, Вучич или како што барал Вучич. Одговорност, граѓаните... Па и Рама од Албанија. Еди Рама исто така. И нема, мислам дека лидер во регионот, да не зборувам за пошироко, кој што не се обиде и не само што се обиде, туку успеа во, значителна мера да набави првично вакцини за своите граѓани. Па зарем некој не ја слушаше пред 2-3 месеци изјавата на господинот Макрон, кој што вели дека вакцината ќе биде новото оружје во светот. Зарем некој тоа не требаше да го превенира? Ние ги немаме сите информации како граѓани на оваа држава. Информациите се кај луѓето кои што раководат со институциите. Тие треба врз основа на тие информации кои не се достапни за граѓаните да донесат соодветни правилни одлуки. Во моментот што беше најбитно? Да се донесат вакцини. Дали некој поверувал на некој или не поверувал, мене како граѓанин тоа не ме интересира. Мене ме интересира здравјето на моето семејство, на моите роднини, на моите пријатели, на моите познаници, на моите непознаници и така натаму, на сите граѓани на Република Македонија. Ова
оваа борба не може да води никој поединечно. Оваа борба мораме да ја водиме сите заедно. И ова може да биде момент на една сериозна кохезиона сила која што ќе го влече македонското општество во иднина, а не ние сега да правиме пак разлики. Овие се сретнале, овие не се сретнале, ова разговарале, она разговарале, овој вака му кажал, оне онака му кажал. Од тоа корист граѓаните на Република Македонија немаат. И ние ако тоа не го сватиме, ние мислам дека никаква поука и од ваква една светска криза, која што имплицираше сериозни последици врз здравјето на граѓаните на Република Македонија, не сме извеле никаков сериозен заклучок и мислам дека уште повеќе и уште со пооштар вординг ќе се јавуваат нашите пријатели од странство и ќе ни кажуваат на таков начин што треба и како да треба да правиме, кога да се состанеме, кога да не се состанеме, што да прифатиме и што да не прифатиме. Работата е на политичка култура. Во сите партии, апсолутно во сите партии, треба да има соодветна политичка култура. Треба да има еден демократски амбиент кој што партиите, а влечејќи ги партиите напред, ќе ги влечеме институциите. Со тоа одиме како држава напред без разлика, граѓаните пак ќе повторам уште еднаш на нивната било каква поделеност и припадност. Додека тоа не го сватиме, ние ништо не сме направиле. Да. Колегата Салмани само ако бидејќи неколку пати спомна, беа на состанок на дебата или на договор господинот Мицковски, председателот и Заев. Во ред, јас се согласувам дека на тој состанок или на таа средба, при носење на такви одлуки, требаше да бидат повикани сите релевантни политички партии кои што партиципираат во собранието. Па дури тие што не партиципираат, ништо не е страшно ако има поголем број на партиципиенти и политички партии. Но ние имаме и случаеви во минатото кога ќе се останува, не сакам ова да го зборувам, но морам бидејќи неколку пати го повтори колега, политички партии од така наречениот условно албански политички блок на кои што се носија битни одлуки, кои што влијае врз политичкиот живот во Република Македонија, ама македонскиот политички дел беше изоставен. Така да не се враќаме назад. Ако го бараме коренот, нема да го најдеме, бидете сигурни на ваквите проблеми и ќе се задлабочуваме, ќе трошиме време и енергија на оваа држава и на граѓаните на Република Македонија во ирелевантни работи. Дајте да видиме од сега па натака во догледен период што може да направиме. Тоа е, мислам, вака една поента која што сакам да извлечам и од емисијата и една порака да упатам кон граѓаните на Република Македонија, а и кон политичарите кои што во моментот практицираат власт. Најповеќе кон позицијата, бидејќи одговорноста. Точно дека има опозицијата дел од одговорноста. Но најголем дел од одговорноста, ако не и доминантен, е кон владеачките партии. Тие го диктираат амбиентот и тие диктираат атмосферата во која што живеат и творат граѓаните на Република Македонија. Да, Богоевски. Само две поинти би сакал да покренам. Значи, многу се позитивни, многу се хвалоспевни овакви повикувања за политичка култура и диалог, а поради тоа нема да влезам премногу критички во ова што ќе го кажам следно. Само да не заборавиме дека поентата за политичка култура, диалог и компромис не се прави на дебати, туку треба да се прави во политичка пракса. Значи, многу е дубиозно кога тие повици ќе дојдат од партијата која што ги блокираше измените во Собранискиот деловник за електронско работење. Многу е дубиозно кога тие повици за обединување доаѓаат од партијата која што го блокираше пакетот мерки за справување со последиците од ковидот и така натаму. Но реков нема да влезам поостро во критика нова од простата причина што конечно имаме компромис, конечно имаме напредок и мислам дека треба да се развиваме од тоа, а не да го подриваме тоа со остри обвинувања. И од преска беше спомната една поента од господин Салмани која што остро не се согласувам и која што би сакал да ја опфатам, односно дека средбата помеѓу Заев и Мицковски на некаков начин за намерување на албанците, не се согласувам. Не беа на маса. Фактот што не беа на маса не значи и тоа е со намера. Фактот што не беа не е без намера. Немојте да барате намера во све. Апсолутно. Значи секунда малку, ако одиме ние со клjuč кој све треба да биде на маса за една средба се смета за легитимна да носи политички одлуки, тогаш чуму ние собрани. Чуму ни се институции, чуму ни се секунда, чуму ни се представници. Ова беше средба помеѓу лидер на најголемата позицијска и на најголемата опозицијска партија во државата. Рушење на институциите, лидерските средби се рушење на институциите. Ова е политичко согласување на станови. На крајот тие ставови ќе бидат преточени. Македонските партии може лидерска средба, ама албанските ако се мешат, тогаш се рушат институциите. Ама не се мешат, Заев се види денеска со алијанса на албанците. Сега што е работа дека кој идеја за намерение?
Тоа е нема проблемот. врска. Ама не е дека Дуј нема е врска. дел од играта, бе, луѓе, како не разбирате? Епак, кој е пропуштен тука ако дуе Па дел од идејата е да играта? се поларизира- Беса е представена, идејата- ставовите на Беса се представени преку Заев, Луѓе, на средбата со Алијанса на албанците беше тука. не ми е веќе дека поентата мене зошто не биле доста се да албанците. гледаме низ етничка димензија. Не гледам Не беше ова занемарување. Ова беше средба ме помеѓу двајца по политички раката, лидери. значи обичниот човек, може би ја и ти тоа го знаеме, но обичниот човек по раката е да се прати Ама велите како знаете, а третот го спомнувате тоа дека биле занемарени албанците. Падна маса не се. Што значи тоа? Ако одиме по таков клjuč, што би значило тоа? Не се- И партија не. на босанците, и Ако- партија на турците, и партија на ромите. Не, ако сакате Сега ако ги ја собереме македонците и девалвирате- албанците, па другите се девалвирате, ова е мислам, Не, ова е критика. ова е потврда дека е токму она што јас го кажав на почеток, дека во наредниот период Само политичката една реченица, политичката Сега слободно, само јас една реченица. и не случајно тоа го кажав дека веќе во таа средба има и таен договор. Господинот Данев, знаете зашто сега конструктивен затоа што си ја завршија работата. Прашање на време дали на локални избори ќе има и општи избори или А мислиш како ВМРО ДПМН како ВМРО ДПМН. Аха, добро. И практично не, тоа е така Ако некој мисли политички дека во оваа ситуација ја завршил работава, ја заврши. Ова дебело е компромис ВМРО од Бесна, Не, никој дебело ВМРО е ја грешен, заврши дебело е работата. грешен Ако може со да суштината на реченица. За работата. ВМРО ја заврши Не, работата и сега ќе глуми една реченица, конструктивна може да опозиција. Не. Пошто, Не, апсолутно. пошто во јавноста се покажа дека на вистина СДСМ не знае да владе. И се што ќе направи СДСМ ќе оди на контото на Повторам, само една реченица, ако може Добро, овако добро, однос на да. тоа со занемарувањето за албанците. Не е карикирање на процесот. Карикирање на процесот е да се бара за секоја политичка одлука да има Зошто не ги легитимност. седнавте? Ако може Па сега до да сега- зова, па ама до ако може сега да зашто доврши. ги викнавте? Дали јас ми се Ама мешам што е дека со- зборувате? ама не. Господин Ама Самани, кажете дајте ми- малку ама обшта кажете култура, ми мислам да мене ме зашто стесни. до сега ги викавте, сега не ги викате. Што е тоа поинаку? Во Што се зависност случи? од прашањето, проблемот за сега не беше А, со потписот не е албанците, така беше со питано. ВМРО ДПМН. Не, Вака прашањето се. беше баш за албанците. Затоа што цело време ВМРО тврдеше дека албанците Каже дека ќе завршите па да продолжиме. Ама не, тоа е Ама не, целата- тоа сега дојдеме сме да целата- збориме или да се Да, караме? добро, Ама Да не, се разликуваме тука. вие Ајде, фрлате, вие Оставете да провоцирате. довршам поетата, па кажете Ама што не, е вие не така. го оставате вие да Значи, ева, Да. еве, ова е доказ. Не, извинете. Добро. Па целата кампања на ВМРО се сведе на тоа. СДСМ ќе покаже поголем број на албанците. Како сега не ги викате на маса за да изгледа дека тој Значи, во договори оваа држава разговор? нема само две етнички Јас, заедници. може Тоа е, да- тоа е главната. може Па да- нема ни една. Па нема. Ама има најголема позиција, има најголема опозиција. Ми се Па не чини мора дека- све да ставаме етнички зачу Да, секоја да. манџо човек. Ајде, господине Данев, да. За директор. Треба. Не мора Треба. секој, како треба? Треба, еве ја ви кажувам дека А мене ми се чини само може ли да појаснам една работа. намерата Гледам на Заев и Мицков, Ми се чини Мицковски дека- беше Ти токму ова. гарантирам дека најмалку намерата е против албанците тој. Не е против албанците. Ама Така го пресликувате. Не, И со намерата е да статусот се на Facebook, предизвика и со објавата на Zoom, и поларизација. денеска тука. Не, идејата е да се предизвика поларизација во јавноста Поларизацијата меѓу е македонци и предизвикувана албанци. вие, ви слушате. Не, вие што имате власт. И доста забораваме цело дека има време- и други етнички и цело- заедници во оваа држава. Кои што константно ја се не реков дека игнорира. и другите етнички заедници. Со форматот двајца македонци, двајца албанци, ние не правиме мултиетничко општество, не Па правиме викнете ги тие етничко другите, општество, што беше правиме проблем? биетничко Па сте општество. И повикале. крајно време е да се надминат. Добро, таква може етнична ли политика. малку се извинам, господине Данев? Како што сме тргнале вака, еве од оваа дебата, верувам дека и на други дебати е слично. Значи ние ќе ги броиме нашите граѓани, кои македонци, албанци, турци, за неколку години, а и сега, во Германија, во Франција, во Италија, луѓе, мораме да направиме општество кое што ќе биде достојно за живот на секој граѓанин на Република Македонија, без разлика на нивната етничка припадност. Значи, оваа пандемија, што се случува во моментот, ама добро, еве сега, 30 дозволите години сега. имате власт, кој Ако ве ми спречи? дозволите, значи, Па ама- зошто не направивте Ако 30 ми години? дозволите, во ред. Кој ве Добро спречи? навратете, секи И враќаме корени. СДСМ и ВМРО, кој ве спречи да направите И на нормална македонците, држава? значи на сите Не велам на македонци, граѓаните албанци, ВМРО и СДС. ВМРО и СДС. На сите граѓани на Никој Република не ви Македонија пречеше. без разлика на партиската припадност. Ве молам, им треба во моментот вакцини, им треба соодветна здравствена заштита и треба квалитетен образовен систем, се распаѓа образовниот систем. Сега има субјективни причини за таа работа, има објективни причини, не навлего, но дајте тие работи да ги решаваме Ама како до сега општество да не ги сте решаваме. збореле вака.
Како До не вчера. сум зборил? Мислам дека До вчера вака не се зборил. Кај што сум бил и гостувал, можеби 90% од темите што сме ги Зборим за опфаќале, луѓе- сме за збореле луѓето на од ВМРО. овие теми и сме барале решение на тие теми. Од врвот Ние на се ВМРО, наоѓаме во не од сериозна политичка и општествена криза. Ако ние тоа не го сватиме, не ставиме на црвена линија, не да ни се јавува господинот Палмер, уште по луѓе кои што се на поголема хиерархија во тие институции, наши пријатели светски, ќе се јавуваат и со пооштар Ама вие вортик не ќе го ни послушавте кажуваат Палмер. што треба да правиме. ВМРО не го Видете, послуша Палмер. значи Советите на Палмер не ги секогаш послушате. треба да бидеме конструктивни Не ги во послушате. однос на интересите на нашите заеднички интереси со нашите сојузници, А но да кораките бидеме на Палмер беа против интересите на граѓаните, така? Никој не зборува дека биле против Па интересите. зашто не ги- зашто не ги почитувате? Ама јас не го кажав во тој контекст, сега вие ми ги извртувате зборовите. Сакам да ви Па не, кажам. Палмер ви рече да бидете конструктивни, вие Доволно не е бевте 30 години, 3 децении плурализам, да ние тоа е стекнеме како одговорност на ВМРО и на сега, СДСМ. политичка култура да стекнеме сите како политичари, бивши сегашни, особено да ја покажеме патокас на идните генерации, како треба да се однесува, да ги демократизираме институциите, партиите вакви договори. и да носиме соодветни договори. решенија на граѓаните на Република Со вакви Македонија. договори Видите, Македонија ќе овој демократизирате. договор, овој договор или За како и да го- амнестија на криминалот. Амнестија на криминалот не, во никој случај. Па ќе Јас сум видите. најмалце засегнат или можам да бранам криминал затоа што не сакам да го бранам и секој оно што се огрешил пред законот во Република Македонија треба да одговара. Така, Јас Мицковски сум не еден од збори. ретките, но сега добро, ја ако ми дозволите, може зошто не се потегне еден закон, соодветен закон, со кој што ќе се мери еквивалентот на имотот на било кој бивш сегашен вие како функционер. опозиција поднесете го. Добро, сега дозволете поднесете го. со неговите примања што ги имал Ама за време вие на неговата спасувавте функција. Македонија до Ама тоа е Албанците. суштината. Тоа е Па суштината. зошто не ја поднесовте? Супер Види, иницијатива. таков закон има, треба да се спроведува. Сега зошто ние ќе дојдеме да податоци немаше за да се спроведува таков закон. Податоци за вкуп на имотна состојба, ако не ги добивате со примена на истражни мерки, ги Павле, добивате врз основа извини, на попис. извини, морам да те поправам. Секунда, ги добивате врз основа на попис. Извини, После на ама пописот морам да од те 20 поправам. години. Има Ама тоа е до многу безкрај. очигледно, господине Богоевски. Тоа е Нема многу волја. очигледно. Излезете кај вас во улица, секој ќе ви каже кој има несразмерен имот во однос на неговите примања. Дури ќе ви каже од кај му имотот. Па Значи, ние против ако тоа треба да се зборуваме- бориме. ако зборуваме за Ние закон, зборуваме за треба да се бориме. институционално Ако го решение, следевте да. вчера председателот Пендаровски, едно од работите што ги кажа што мене лично ми се допадна беше да тоа приватно здравство кое што беше стимулирано овие 30 години во Република Македонија, во оваа пандемија го ставиме во функција на граѓаните, во функција на јавното здравство. Ние не изградивме цврсто, јако, квалитетно и доверливо јавно здравство како што има Словенија, има Австрија и многу други ред европски држави. Ние не изградивме сериозен образовен систем и тоа треба да го дефинираме, да повлечеме црвена линија, да почнеме да работиме на случај. Токму таа Тоа се интересите на граѓаните. председателот ја Ние можеме да карактеризира како популизам, бидејќи Па не знам само дали е е декларативно. не знам дали е овака. популизам. Да, дали таа изјава, дали таа изјава Мене ми е драго што господинот Данев, не знам, ретко вакви луѓе од врвот на ВМРО, вакви Добро, ставови не, сум не е слушал. моментално во врвот. Не е во врвот, Не, затоа- добро, јас сум во ВМРО, Да. допомени ќе останам во ВМРО, Ама добро. од Не мора врвот на секој да ВМРО, биде во врвот на ВМРО, не сте да во вакви ВМРО, конструктивни Ние мораме вака сега. дискусии не сум Вака, слушал. извини. Политичката И ви честитам. политиката, Ако може да особено направи ова за само. власта се однесува, било кој да практицира ВМРО, СДС, ДУ и така натаму. Ние не треба да ја сваќаме како моќ и привилегија. Власта е пред се огромна одговорност. Значи, незадоволството кај секој граѓанин, за секој функционер треба да представува терет и треба да може и да направи све да го реши проблемот на било кој граѓанин во законски До сега не рамки. беше. До сега не беше. Види, секој носи своја лична одговорност. И во политичките партии со нивна отвореност, демократизација и транспарентност, за која што сите ние мораме да работиме, ние не можеме да опериме прстот во еден, тоа е виновен за се. Не. Сите ние што сме биле и што се, и што мислат да дојдат млади генерации, да сите заедно направиме еден таков амбиент, една таква политичка култура која што Република Македонија ќе ја демократизира во однос на ние имаме партизирана администрација и се кој бил виновен. Па 30 години ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ, еве ќе правиме сите. Така, ама дефинираме дека администрацијата партизирана. Па дај да департизираме. Со еден закон се департизира. Со еден закон. Нека се донесе тој закон за департизација предложете го, имавме ставите ги Не, на видете. пресвршен чин. Сега тука морам да ви Не кажам. се прави, да реше 2015 прашање на еден закон, ќе беше решено 2015 и нешто 16 таков закон беше донесен, беше блокиран
Останете и со доаѓањето на власта, не знам. Нема сваќате погрешно господине Богоевски, но тој закон Богоевски, не функционира во моментот. ве навистина за кратко, времето не е истечено практично. Значи, Само за кратка порука. тоа дека политиката не треба сваќаме како привилегија, туку како терет, целосно се согласувам. Има голем проблем тоа да го слушнеме од партија која што до 2017 беше прогласена како партија што ја зароби државата, ама нема да ви оспорувам бидејќи знам дека вие во собранието работевте токму вака како што говорите. И поради тоа нема да и влегувам тука во дискусија, но скептичен сум за оваа нова политичка култура. Наискрено не верувам и стравувам дека и ВМРО ДПМН и Левица и бојкотирам ќе најдат нови причини за одложување на пописот, бидејќи за жал верувам, имам причина да верување дека вистинските грижи никогаш не беа здравствени кај официјалните партии. Туку дека беше желбата да се блокира и да се одложи операцијата за не знам со која цел. Добро, Господине Богоевски, само една реченица. Да, Ги насочивте сите, и ВМРО ДПМН, и Левица, и некои други опозициони партии, но кога збориме за таа политичка култура, не го спомнувате никогаш апсолутно СДСМ. А СДСМ сега во моментот, пред 15 дена, имаше така наречени внутрипартијски избори. Добар е моментот да секој член се овозможи да гласа на тие внутрипартијски избори. Но, да, Богоевски мишење не е член, да. само момент, од позиција на власт, можеше како владеачка партија, раководството на СДСМ да овозможи таков амбиент и да створи такви услови, да сите оние што не се согласуваат со владењето ново раководство на СДСМ излезат на избори и ја побараат довербата на членовите на СДСМ. Јас не верувам дека членовите сите, апсолутно, или огромно мнозинство на СДСМ се согласуваат со политиките што СДСМ ги спроведува овие 4 години. Почнувајте од економија, финансии, меѓународни договори, справување со пандемијата, вакцините и така натаму. Но тоа незадоволство не беше апсолвирано, па некој да излезе како кандидат или групација на луѓе со одреден кандидат на овие внутрипартијски избори. И не се согласувам и не верувам дека такви луѓе немало, едноставно амбиент за тоа немало. И таква апсолвирање на незадоволството немаме време, не можеше да се... една реченица. Амбиентот не може да го направите на сила, на амбиентот се работи. Фактот дека воопшто имало внутрипартијски избори каде што се гласало и барем за еден, ја прави СДСМ по демократска партија од било која друга партија во оваа држава. Ви благодарам. Само уште една реченица се спомна за робена држава, тоа е клучната работа луѓе. ВМРО не ја изгради, ВМРО ја догради, пошто таа заробена држава постоеше и пред тоа. Да, добро. Господата од СДСМ за 4 години не ја демонтира таа. Да, добро. Него направеа компромиси со таа заробена држава и сега се жртви на таа заробена држава. СДСМ, Павле Богоевски, почитување тоа добро го знае, е наследничка на Сојузот на комунисти на Македонија. Добро, да не се... И ние зборуваме сега за заробени држави, зборуваме за демократизација на партиите и така натаму и така натаму. Ви благодарам, почитувани на сите. Ви благодарам, не истече времето, за жал, инаку овде би дебатирали уште доста. Ви благодарам и на вас, почитувани гледачи, што ја следевте емисијата. Останете со нашата програма.